Добре дојдовте во видео часот по предметот физика за 9-то одделение. Тема сили и движење, наставна единица одредување густина на некубоидни цврсти материи. Критериумите за успех се следни. Можам да одредам густина на тврди тела со неправилна геометриска форма, нерастворливи во вода. Можам да ја користам формулата густина еднакво на маса врз волумен. Можам да мерам и наблюдувам со соодветна опрема. Можам да ги објаснам резултатите. Можам да увидам трендови во резултатите и да извлечам заклучок. Густината се означува со грчката буква Р. Густината на дадена супстанција е еднаква на масата на тело од таа супстанција со единичен волумен. Густината представува однос од масата М и волуменот V на едно тело. Од оваа формула може да се открие единицата за густина, единица за маса во еси е килограм, единица за волумен во еси е кубен метар, па следува дека мерната единица за густина во еси е килограм на кубен метар. Мерни единици за густина. Друга мерна единица за густина која често се сретнува во литературата е грам на кубен сантиметар. 1 грам на кубен сантиметар е исто што 1000 килограми на кубен метар. И тоа фактички представува густина на вода. Мразот има густина 900 килограми на кубен метар, односно 0,9 грам на кубен сантиметар. Алуминиумот 2,7 грам на кубен сантиметар или 2700 килограми на кубен метар. Жива 13,6 грам на кубен сантиметар или 13.600 килограми на кубен метар. Злато 19,3 грами на кубен сантиметар или 19.300 килограми на кубен метар. Бидејќи 1 сантиметар кубен е исто што 1 милилитар, односно мерките за волумен се поврзани со мерките за течност, следува дека 1 грам на кубен сантиметар е исто што 1 грам на милилитар, што е друга мерна единица за густина надвор од SI. Од формулата за густина може да воочиме дека за определување на густината на некоја супстанција треба да извршиме мерење на масата на тело од таа супстанција и волуменот на телото. На кој начин ќе го направиме тоа? Масата М. Масата се мери со терезија, односно вага. Терезијата се состои од два садови, кои се наречени тасови. Во почетокот тасовите се израмнети, односно велиме дека терезијата е во рамнотежа. На едниот тас се става телото што сакаме да го мериме, а на другиот се поставуваат тегови, односно вршиме споредување на масата на телото со масата на теговите. Кога сме го поставиле телото, едниот тас се навалува, односно терезијата повеќе не е во рамнотежа. За да ја вратиме во рамнотежа, односно за да измериме масата на тоа тело, ќе треба на другиот тас да поставиме тегови. Има различни видови на терезии: трговски, поштенски, индустријски, лабораториски и така натаму. Денес често се користи електронска терезија, односно вага, бидејќи е полесна за отчитување и е попрецизна. Волуменот. За одредување на волуменот на тврди нерастворливи тела се користи мензура. Таа е прозирен сад во форма на цилиндар или конус. На зидот на мензурата се наоѓа мерна скала. Кога мериме волумен, мензурата треба да се постави хоризонтално и многу важна е положбата на очите. Односно, висината на очите треба да ни биде иста како висината, односно нивото на течноста во мензурата. Доколку неправилното тело го собира
во мензура, тогаш постапката е како на сликата десно. Произволно ставаме течност во мензурата, ја отчитуваме вредноста на волуменот. Го додаваме телото со неправилна геометриска форма, отчитуваме колку е вредноста на волуменот заедно на течноста и мензурата. Ги одземаме овие две вредности и го добиваме волуменот на телото, што всушност е представено на следнава слика. Значи, отчитуваме колку е волуменот на течноста во мензурата, ставаме произволен волумен на вода, например, потоа го додаваме телото, забележуваме колку е волуменот на водата и телото заедно, ги одземаме овие два волумени и го добиваме волуменот на телото со неправилна геометриска форма. Практично пример. Да се најде волуменот на телото на сликата. Во мензурата претходно е ставено течност 220 см кубни, додадено е телото, сега на мензурата отчитуваме 270 кубни сантиметри волумен. Ке ги одземиме 270 минус 220 и ја добиваме вредноста на волуменот на телото, која изнесува 50 кубни сантиметри. Доколку неправилното тело не го собира во мензура, тогаш земаме два садови, помал и поголем. И мензура. Во помалиот сад ставаме вода, целосно го пополнуваме до врвот и го ставаме во поголемиот сад. Го потопуваме неправилното тело во помалиот сад и ќе истече определено количество на вода во поголемиот сад. Истеченото количество на вода е всушност волуменот на неправилното тело и го ставаме во мензура за да го измериме неговиот волумен. Доколку располагаме со сад со капалка, тогаш постапката е како на сликата десно. Пример прв. Пресметај ја густината на камен, ако неговата маса изнесува 10,4 грама, волуменот определи го од слика 1. Дадено. Масата 10,4 грама, волуменот како ќе го определиме? Го одземаме волуменот на течноста и каменот заедно со волуменот на самата течност. В е еднакво на 26 мл минус 22 мл и се добива дека волуменот на каменот е 4 мл, односно 4 см кубни. Се бара густината. Во решението ја запишуваме формулата за густина Ро еднакво на М врз В, заменуваме вредноста за масата и за волуменот и добиваме дека густината на каменот е 2,6 грам на милилитар, а тоа е исто што и 2,6 грами на сантиметар кубен и добиваме дека вредноста на густината на каменот изнесува 2600 килограми на кубен метар. Пример втор. Определи од која субстанција е изградено потопеното тело на слика 2, ако неговата маса изнесува 97 грама. Што е дадено? Дадена е масата 97 грама. Од сликата треба да отчитаме колку е вредноста на волуменот на телото. Забележуваме дека течност има 30 мл. Кога ќе се додади телото, односно кога ќе се стави во мензурата, тогаш течноста, волуменот на течноста и телото заедно е 66 мл. Се бара густината. Решение. Густината представува количник од масата и волуменот на телото.
Бидејќи волуменот на течноста и телото е 66, а волуменот само на течноста 30, следува дека волуменот на телото со неправилна геометриска форма е 36 милилитри, односно кубни сантиметри. Па заменуваме, делиме и добиваме решение дека густината на телото со неправилна геометриска форма е 2,7 грами на милилитар, односно 2,7 грами на кубни сантиметри, и ако ги претвориме во ЕСИ, тогаш добиваме дека густината на телото е 2700 килограми на метри кубни. Ја читаме повторно задачата. Барањето беше да се определи од која супстанција е изградено телото. Ја бараме во табела со вредности за густини на супстанции 2700 килограми на кубни метри која супстанција има густина, а тоа е супстанцијата алуминиум. Значи, телото е изградено од алуминиум. Домашна работа. Мој предлог за домашна работа е следен. Определи густина на две тела со неправилна геометриска форма. Пример, две различни поголемина стаклени чаши или метален прибор за јаде. Земи трет предмет, направен од иста супстанција, како и претходните два. Пресмете го неговиот волумен со користење на вредноста за густината од задача 1. По 3 измери го волуменот, извлечи заклучок. Резултатите внеси ги во следната табела. Ви благодарам на вниманието.